Ако ве прашам, која ви е најомилена библиска проповед, што би одговориле? Мислам, проповед која што е запишена во Библијата. Оти сите се на некој начин или библиски. Може би најцелосна, најсеопфатна, најсуштинска, па и најдолга, цели 3 глави од Матеј. Да. Може би не ви е најомилена, во ред, значи ја прашав која е најомилена, но навистина е полна со значење проповед кој што Исус ја кажал на гората на блаженствата и за која што може да се зборува многу. Јас нема да зборувам на таа тема, но сакав само да видиме како ја завршил тој својата проповед на гората на блаженствата. Дотвориме во 7 глава Матеј. Во овој превод од Библијата, значи во ревидираниот, тој дел од 24 до 27 стих е еден одделок кој што гласи градба на камен или на песок. За каква градба станува збор? Ќе градиме куќи или нешто друго? Затоа што во илустрацијата се спомнува куќа на камен и куќа на песок. Еве да прочитаме. И така секој што ги слуша и ги исполнува овие мои зборови, значи ја кажал проповедта Исус и вели, им се обраќа на мноштвото. Секој што ги слуша и ги исполнува овие мои зборови, ќе биде како мудар човек кој си изградил куќа на камен. И заврна дожд, и најдојдоа реки, и дувнаа ветрови и навалија на таа куќа, но таа не падна, зашто беше изградена на камен. А секој што ги слуша овие мои зборови и не ги исполнува, прилега на глупав човек, кој, или безумен во другиот превод, кој си изградил куќа на песок. И заврна дожд, и надојдоа реки, и дувнаа ветрови и навалија на таа куќа, и таа падна, а паѓањето и беше страшно. Зашто зборуваме? Еве, веќе подолго време, барем зашто зборувам јас, за каква градба? Изградба на карактерот. Што е во случајот каменот? Карпата е. Или Словото. Значи, Исус им кажал цела една проповед која што навистина опфаќа многу што и им вели, ако оној што ги слуша овие мои зборови и ги исполнува, тогаш што е разумен човек, мудар човек кој што го гради, ја гради таа куќа или тој карактер на цврста основа, на Словото. Ако го градите карактерот на Словото, тогаш, значи слушајќи го Бога, тогаш тој карактер ќе биде цврст, ќе може да ги надмине сите искушенија, сите проблеми и неволи, и бури кои што надоаѓаат. Јас би ги прочитал оние цитати со кои што ги спомнав и минатиот пат, најнапред. Едниот се наоѓа во Христови параболи, а другиот во воспитување. Првиот гласи, вели, карактерот, обликуван според божествениот лик, е единственото богатство што ќе можеме да го понесеме од овој свет на небото. И од тука и тоа е нешто што е најважно и кое што треба да одзема највеќе време и највеќе од нашето внимание. Сите кои на овој свет биле во Христовото училиште ќе ги понесат сите своји духовни постигања
во своите небесни станови. Интересно со изградбата на карактерот дека нема крај, нема завршеток. Вие постојано го градите, тоа е еден процес. Вели, но и на небото ќе продолжат да се усовршуваат. И на небото ќе продолжиме со усовршување и изградба на нашиот карактер. Според тоа, многу е важен развојот на карактерот во овој живот. Небесните сили ќе соработуваат со човечките орудија, кои решително и со вера се обидуваат да постигнат совршенство на карактерот, што ќе им овозможи да постигнат и совршенство во делата. Значи, секако дека ако сме оставени сами на себе, ние не би можеле да изградиме карактер каков што треба, тука ни се на помош сите небесни сили. Тука ни е Бог. Секому што се вклучил во ова дело, Христос му вели: јас ти стојам од десната страна за да ти помогнам. Кога човечката волја соработува со Божјата волја, таа станува семоќна. Се што треба да се прави по негова заповед, може да се направи со негова сила, не со наша. Сите негови заповеди едновремено оспособуваат заповедта да се изврши. И оној цитат од Воспитување: изградбата на карактерот е најважното дело кое некојаш им било доверено на човечките суштества. Затоа и треба да е на врвот на нашите приоритети, на нашата листа, и да посветиме највеќе време и највеќе внимание токму на изградбата на карактерот, повеќе од се друго. И никогаш порано неговото вредно изучување, вели, не било толку важно како сега. Никогаш ниту една претходна генерација не морала да се соочува со толку тешки проблеми. Никогаш порано момчињата и девојките не били изложени на толку големи опасности како што се оние што денес им се закануваат. И затоа е потребна повеќе благодат во ова време, во ова лудо време во кое што живееме, не само за младите момчињата и девојките, кои што вели овде, туку и за секој од нас, за да изградиме цврст карактер, за да стоиме цврсто во Господа, а за да биде тоа, треба да стоиме цврсто во Неговото Слово. Еве, како што самиот Исус вели, и да ги надминеме сите искушенија. Спомнавме во некои од претходните излагања дека Господ Исус сака да победиме и вели, оној што ќе победи ќе седне на мојот престол, како што и јас седнав, како што и јас победив и седнав на престолот на мојот татко. Значи да победиме како што Исус победил, а тој победил токму со Словото. Пишено е, да. И нема човек да живее само од леп, туку од секој оној збор кој што доаѓа од Божјата уста. Токму во тој прилог, во тој правец, денеска ќе разгледаме еден псалм, во кој што псалмистот Давид поставува едно прашање, во превод кој може да живее со Господа на небото, кој може да се најде на небото, и потоа дава одговор преку неколку карактеристики, особини, преку кои што, ете, ќе видиме на некој начин каков тоа карактер треба да има еден христијанин за да пребива на небото, за да живее таму и за да живее и подоцна на новата земја заедно со Господа во сета вечност, а верувам дека сите ја имаме таа желба. Па да отвориме во Псалм 15. 15 псалм, ова е Давидов псалм. И ќе го прочитаме најнапред. Господи, кој може да живее во Твојот шатор? Кој ќе се настани во Твојата света гора? Оној кој оди непорочно, кој твори правда и зборува вистина од своето срце, кој не клевети со својот јазик, кој не му прави зло на ближниот и не го срамоти својот сосед, кој го презира лукавиот, а ги почитува оние кои се бојат од Господа, кој се заколнува на своја штета, па не се одрекува, кој не го дава своето сребро за добивка
и не прима подкуп против невиниот. Кој постапува така, нема да се колеба никогаш. Има доста допирни точки и овој псалм со она што разборувавме во пулката и со целата тема за, темата за целото тромесечие што ја имаме во пулката. И да почнеме поред. Кој е Божиот шатор? Што значи прашањето? Ја веќе тоа го спомнав на почетокот, нели? Но Господ вели кој може да живее во твојот шатор или светата Божија гора. Ова како едно библиско проучување ќе ни биде. Да отвориме во Откровение 21 глава и ќе ги читам 2 и 3 стих. Откровение 21, 2 и 3. Јован го гледа во визија светиот град, новиот Иерусалим, вели тогаш јас Јован го видел светиот град, новиот Иерусалим, како слегува од небо, од Бога, стокмен како невеста, која е украсена за својот маж. И чув силен глас од небото, велејќи, еве го Божиот шатор меѓу луѓето, и тој ќе живее со нив, и тие ќе бидат негов народ, и самиот Бог ќе биде со нив. И можеме да прочитаме и Откровение 14 глава, првиот стих од Откровение 14 глава, че овде се спомнува Божиот шатор, значи местото каде што живее Бог, со други зборови, новиот Иерусалим спомнат, во 14 глава, првиот стих, каде што ни се спомнува Божиот остаток, оние 144,000, вели, потоа видов, повторно Јован во визија, ете јагнето стои на гората Сион, и со него 144,000 што ги имаат на челата своји напишано името на неговиот Отец. Јасно се гледа од овие стихови дека станува збор за небото, небесата, местото каде што Господ живее. Значи, псалмистот Давид се прашува и вели кој ќе може да живее таму? Кој ќе живее при Бога? Кој ќе живее со Бога? Кој може да живее? Да. И почнува. Што вели таму во вториот стих? Првиот дел, оној кој оди непорочно. Вчера имавме убав стих утренски. Кој беше, се сеќавате ли? На почетокот на Библијата, 5 глава, 24 стих, стихот кој што накратко го опишува Енох, како Енох одеше со Бога и Господ го зеде, исчезна Енох. И што значеше одењето? Во другиот превод, во ревидираниот стои дека живееше според Божја волја. Или еве ќе читаме Псалм, Пословици, се извинувам, 15 глава Пословици, 21 стих. Значи Пословици 15, 21. Овој стих вели, лудоста е веселба за неразумниот, а разумниот човек оди право. Кога зборуваме за одење непорочно, оној кој што оди непорочно, веќе прочитавме дел од 14 глава Откровение, таму ни се спомнати 144,000 кои што исто така се непорочни. А како тоа? Еве да отвориме повторно 14 глава Откровение. Како постигнале да одат, да живеат непорочен живот. 4 стих. Тие се оние, значи 144,000, што не се осквернија со жена, бидејќи се девствени, тие се оние што го следеа јагнето, каде и да оди, значи одеа со јагнето, го следеа Господа. Тие се откупени меѓу луѓето првенци на Бога и на јагнето. И во устата нивна измама не се најде, тие се непорочни пред престолот Божи. Значи, одеа со Бога, го следеа Бога, како што и Енох правеше. Или еве Ефесијаните 5:27, можеме да прочитаме. Познат стих, Ефесијаните 5:27. И да ја представи пред себе славната црква, која нема дамка, ниту брчка, ниту нешто слично, за да биде света и непорочна.
Самиот збор ви кажува без порок, без грев. Одење право, како што читавме во пословици. Оној кој што твори правда. Ајде сега да отвориме во 5 Мојсиева, второ законие. Ке имаме доста стихови. Прочим, тоа е библиско проучување. Овде ваму, овде малку, онде малку. Така вели Исаија. Второ законие, 6 глава, 24 и 25 стих. И Господ ни нареди да ги исполнуваме сите овие наредби со стравопочитување кон Господа, кон својот Бог, за да бидеме секој срекни и за да живееме како што е тоа денес. И така, нашата праведност ќе биде да ги пазиме и да ги вршиме сите овие заповеди пред Господа нашиот Бог, како што ни нареди. Што значи да се твори правда? Што или овде, нашата праведност ќе биде, еве што ќе биде, да се творат, да се држат Божите заповеди, сето она што Господ ни го нареди. Нормално, затоа и е битен Божиот закон, кој што е силно на удар на сатаната, со чепкање во него, промени, знаете, тоа била цел на ѓаволот уште од самиот почеток, рушејќи го неговиот закон, да го сруши и неговото владење, за да тој владее. Значи, држење на Божиот закон. Исаија 51:7. Убав стих. Исаија 51:7 вели: послушајте ме вие кои ја познавате правдата, народе. Еве како ја познаваат правдата. И што е познавање на правдата. Во чие срце е мојот закон. Послушајте ме вие кои ја познавате правдата, народе, во чие срце е мојот закон. Да се твори правда, тоа значи да го имаш законот во срцето и да го држиш. Нормално, ако го имаш во срцето, тогаш и ќе го држиш, ќе ги твориш Божите заповеди. Понатаму во Псалмот стои, вели, оној кој што зборува вистина од своето срце. Карактеристика која што треба да го краси еден христијанин е да биде отворен, да биде транспарентен, да биде искрен, да биде тоа што е. Значи, може да се кажете на катедра, јас имам таа прилика секоја сабота, како и Јани, некој од вас поредко, и да зборите и да кажувате, меѓутоа, дали тоа сте вие? Дали ја зборувате вистината од своето срце? Или, најчесто, она со што ви е полно срцето, тоа излегува и на уста. Тоа е правилото, тоа е библиското правило, Библијата така вели. Че читаме во Псалм 23, 7 стих. Се извидаме во пословици. Пошто ми е скратеница ПСЛ, па ме меша. Пословици. Зошто тој е таков како што мисли во себе си. И Господ сака да тоа што го мислиме, да тоа што сме, тоа и го кажуваме. Ако вистината пребива во нас, ако Божјото Слово пребива во нас, тогаш тоа и ќе го кажуваме. Ќе бидеме живи посланија. Во друга смисла тоа и значи овој израз, но и пошироко кажав, да бидеме тоа што сме, да го кажуваме тоа што сме. Можеме да глумиме пред луѓето, меѓутоа пред Господа сигурно не можеме. И нема потреба да изиграваме и да се правиме нешто што не сме, кога и онака Господ знае што сме. Во суштина. Матеј 12:34, да се подсетиме на тоа што претходно го спомнав. Вели, породи змиени, им вели Исус на фарисеите. Како можете да зборувате добро кога сте зли?
Зошто од преполнувањето на срцето зборува устата. Че не може човек, може да зборува убаво од катедра, меѓутоа потоа да е сосема некој друг. Значи не може човек кој што, ако во срцето има нешто друго, да тоа не излезе на виделина кога тоеш. Но ако ја имаме вистината, ако имаме Господа во срцето, ако имаме неговиот закон, како што претходно кажавме, тогаш на устата ќе ни биде и тоа, ќе ни биде Господ, ќе ни биде неговата правда, неговата вистина. Или Псалм 51:10. Што вели псалмистот Давид тамо, осознавајќи каде е проблемот, како што и братјани спомна. Значи, не е нити комунизмот решение, нити капитализмот, нити не знам каков систем, сето тоа е несовршено и што би било и какво би било кога е од човек измислено. Вели, Боже, создај ми чисто срце и постојан дух обнови во мене. Срцето во кое е запишан Божиот закон, Божјата вистина, тоа ново срце, за кое што се моли псалмистот Давид, на кое што, какво што на секој од нас ни е потребно. Боже, создај ми чисто срце и постојан дух обнови во мене. Човек со чисто срце, човек со тоа меснато ново срце, ќе биде транспарентен, ќе биде отворен, ќе биде тој што е. Не може да биде друг. Понатаму во 15-ти псалм вели, не клевети со својот јазик. Оној кој што не клевети со својот јазик. Исто така една карактеристика која што треба да го краси христијанинот, оној кој што го има Христовиот карактер. Сте видели некогаш Христос да клевети некого? Во Библијата. Читаме еден куп ситуации, како тој делувал, како проповедал. Чива е оваа задача? Всушност, чива е улогата на клеветање, на опаѓање? Токму на непријателот. Нешто што не сме да постои кај нас. Но, за жал, го има. Што вели Псалм 101, 5 стих? Псалм 101, 5 стих. Страшни зборови. Кој го клевети скришно својот ближен, него ќе го погубам. И потоа дури додава, вели, човек со горди очи и со надуено срце јас не трпам. Значи, голем проблем е јазикот. Самиот Јаков не за џабе запишал дека може да предизвика огромни штети. И еве во првата глава, 26 стих, значи Јаково послание. Ако некој мисли дека е побожен, 1.26 Јаков. Ако некој мисли дека е побожен, а не го зауздува својот јазик, туку го мами своето срце, неговата побожност е суетна. Чи полека, но сигурно, навлегувајќи во овој псалм, гледаме дека оној човек кој што сака и кој што ќе треба и ќе се најде на небото, кој што ќе живее со Бога, има и чисти мисли, има и тоа се огледа во неговиот живот, во неговите дела, кои што се праведни, но и на јазик е онака како што треба да биде. Не зборува, не клевети со својот јазик, не го клевети својот ближен. Туку ако има нешто добро, секојаш ќе се сетам на оние зборови од брат Винко, меѓутоа тоа е изведено повторно од Библијата, дека ако имаш нешто добро за некого да кажеш, труби на цел глас. Но ако имаш нешто лошо да кажеш, тогаш замолчи подобро. Не мора да разнесуваш. Повторно во Јаков, во 3 глава, како Јаков тоа го запишал, и што е многу нормално, мислам, многу логички. Јаков 3:9-11. Со него, со јазикот, го благословуваме нашиот Господ и Татко и со него ги проколнуваме луѓето кои се создадени според Божие подобие. Можно ли е? Можно ли е со истиот тој јазик да благословуваш, а со истиот тој да клеветиш, да колнеш и така натаму? Да пцуеш, да врегаш.
Од истата уста излегува благослов и проклетство. Тоа не смее, браќа мои, да биде така. Тече ли од изворот од исти отвор, значи сладка и горчлива вода? Невозможно. И тоа не треба, не смее да биде. Многу зла, многу неволи би биле ускратени, значи не би се случиле, би биле спречени, доколку се зауздува јазикот. Тоа сме сведоци, берем сите, ние сме биле во некоја своја ситуација, сме биле повредени или сме повредиле навистина едно големо зло, кое што и текако е присутно среде Божиот народ, а што не смее да биде и не треба да биде, како што видовме. Понатаму вели, не му прави зло на ближниот, чи од 15-тиот псалм. Ки разгледуваме овие карактеристики. Левит или Трета Мојсева, 19:18. Левит 19:18. Не се одмаздува и немај злоба кон синовите на твојот народ. Люби го својот ближен како себе си. Јас сум Господ. Ако има љубов, ако ја има она божествена љубов, тогаш не што нема да му правиме зло, нема ни да мислиме зло во нашите срца, за нашиот ближен. Или златното правило, и така се што сакате да ви прават луѓето, правете им и вие така, зашто тоа е законот и пророците. Не го срамоти својот сосед, ова е малку поврзано со она погоре, не го клевети, ближниот, не го срамоти својот сосед. Меѓутоа, можеме тука и малку да поопширно да опфатиме не само што овде спаѓа оговарање, озборување, клеветење и зборување зло за ближниот, туку и кога одобрувате такво нешто во ваша близина, значи во ваше друштво, некој зборува зло за некој брат или сестра, ближен, било кој. Ако вие преќутно одобрите такво нешто, тогаш со тоа го срамотите и вие учествувате, све соучесник во срамотење на својот сосед или својот ближен. Ефесијаните 4:29, еве да прошириме на оваа карактеристика. Ефесијаните 4:29, никаков гнил збор да не излегува од вашите уста, туку само полезен за изградба, за изградување, каде е потребно, за да им даде благодат на слушателите. Значи да бидеме благослов на слушателите, на луѓето околу нас. Или Филипијаните 4:8, ете оној стик на кој што верувам се базира и она мисла на брат Винко. Впрочем, браќа, се што е вистинско, што е честно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е на добар глас, ако е некаква добродетел, ако е некаква пофалба, мислете на тоа. И за тоа зборувајте, би додал. Ако околу тоа размислувате, ако тоа го зазема вашето срце, тогаш тоа ќе излезе и на уста. Понатаму 15-тиот псалм вели, го презире лукавиот, или подобро стои во другиот превод, мислам во Даничич Караджич, кој што не гледа на лукавиот. Не му обрнува внимание, нема ништо со таквиот. И веднаш ни доаѓаат оние зборови од првиот псалм, првите два стиха од првиот псалм. Блажен е човекот кој не оди по советот на нечестните и не стои на патот на грешниците и не седи во седиштето на подсмевачите. Едноставно нема ништо со такви луѓе. Не може да има. Нема што да дели со нив. Вие може да седнете да им посведочите, меѓутоа да одите, да седите со нив, тоа значи дека сте дел од нив. Милувате да бидете со нив. Но човекот кој што е насочен кон небесниот Ханан и сака да живее со Господа е таков кој што нема ништо со лукави, со нечестни. Туку волјата, вели во вториот стих, му е во Господовиот закон и за неговиот закон размислува дење и ноќи. Че го има во своето срце. Ги почитува оние кои што се бојат од Господа.
че е како разлика од оној првиот дел, значи не гледа на лукавиот, односно го презире лукавиот или не го почитува лукавиот, можеме да кажеме, па сега вели, туку ги почитува оние кои што се бојат од Господа, затоа што и самиот се бои од Господа. Псалм 128, први стих. Блажен е секој кој се бои од Господа, кој оди по неговите патики. Оној кој што живее по Божја волја, оној кој што оди со Господа, како што Енох нели одеше, тој ја има и таа карактеристика да се бои од Господа, да има стравопочит. И таквиот и ги почитува секако истите такви кои што се бојат од Господа и имаат стравопочит. Се заколнува на своја штета, па не се одрекува. Интересно. Значи, ке речете нешто. Значи, ова е исто така силна карактеристика на човек со цврст карактер, односно тоа многу зборува за неговиот карактер. Ако кажете нешто, стоите до својот збор. Ако се заречете, ако се заветувате, ако се заколните, овде вели, дури и ако се случат некои промени во околностите, вие си останувате на својот збор. Што вели, како советува исто во, ја спомнав веќе проповедта на гората на блаженствата, Исус во Матеј 5 глава 37 стих. Туку вашиот збор нека биде да, значи Матеј 5:37. Не, што е повеќе тоа од лукавиот. Да се задржиме, да бидеме кратки и јасни, да стоиме до зборот. Ако сме такви, тоаш нема потреба многу што да образложуваме. Вели, што е повеќе, тоа е од лукавиот. Да, не, тоа да биде мото во нашиот живот. Тоа да не карактеризира како христијани. Значи, да стоиме до оно што сме го кажале. Вели, се заколнува на своја штета, па не се одрекува. Ако стоиме до кажаното, тоа што покажуваме цврстина на карактерот, тоа е нашиот интегритет. Не го дава, вели, своето сребро за добивка. Интересна иста карактеристика. Еве да прочитаме, па после ќе коментираме во Излез или 2 Мојсиева 22:25. Излез 22:25. Ако му позаимиш сребро на некој од мојот народ, еве пари, речеме, на сиромавиот што е кај тебе, не постапувај кон него како заемодавач, не му наметнувај данок, не му отежнувај уште повеќе. Побаро затоа што имал потреба, нели? Еве, учиме треба да ги помагаме сиромашните, но еве доаѓа и бара на заем. И сега кутриот колку што е кутар, па уште и од озгора ти дадов 200, сега ќе ми дадеш 300 евра. Да, не смееме да се искористуваме на тој начин, да се богатиме на тој начин. Тоа не е карактеристика на еден христијанин. Гледаме како светот функционира. Јас не знам дали е точно, ама така сум слушнал. Знаеме ние банкиве наши како функционираат и тоа е тоа. Денеска сме сите на некој начин робови, доколку должиме. Знаете какви се каматите. Тие ќе ги направат и привлечни, навидом, нели, пониски, за да полесно извадете некој кредит. Меѓутоа сум слушал дека кај муслиманите не е така, мислам, дека е забранета каматата, да. Точно. Интересно, но ете, која е разликата меѓу муслиманскиот свет во овој поглед и христијанскиот, така наречениот христијански? Еве Господ што советува, значи во своето слово, ако сакаме да се најдеме на небото, тоаш не треба да го даваме своето сребро за добивка и на тој начин да печалиме, значи да се богатиме на сметката на другиот. Што вели во Евреите 13:5? Евреите 13:5, многу добро познат стих. Нека вашето однесување биде слободно од сребролюбие. Бидете задоволни со она што го имате.
Зашто тој рече, никогаш нема те напуштам, ниту ќе те оставам. Не прима подкуп против невиниот. Ако некогаш за нешто се гневам, значи ме опфаќа гнев, тука имам проблем, овој дел. Да, од секојаш, не знам, од мал, така, може би, затоа што живее во едно такво семејство, онеправдано, ќе речам, од повеќе страни, од секојаш ме привлекуваше правдата, сакав да се застапувам за правдата, па и најчесто ме привлекува филмови, каде што имате судска сала, судење нечие и ме водушевуваше кога ќе излезе на видели на правдата, кога човекот кој што е праведен ќе биде ослободен и така натаму. И ден денеска, значи тоа е кај мене внатре, значи не можам против тоа. А замислете си да примате подкуп за да го невиниот да го стрпате во затвор или да му наштетите. Кое зло е тоа? Значи, ја не можам да го замислам тоа. Значи, тука може би сум изграден. Ми фали нешто друго, меѓутоа, тука може би да кажам дека сум изграден. Се гневам на тоа премногу. Излез 23:8. Значи, 2 Мојсеева. 23:8. Не примај подкуп, зашто подкупот ги заслепува и оние кои гледаат најјасно и го пропастува правото на праведникот. Како да кажам, не сакам да ве заморувам со тоа и онака времето одминува. Очто ревнувам за тоа, па баш мене да ми се случат некои такви работи и тоа додека, откако сум христијанин, ама веројатно Господ или сака уште повеќе да ме утврди, може би сметам дека сум утврден, но веројатно не сум. Знаете, ние мислиме дека сме, но далеку од тој стандард кој што Господ сака, че не приме подкуп, зашто подкупот ги заслепува и оние кои што гледаат најасно и го пропастува правото на праведникот. Или во Второ законие, исто сличен стих, 5 Мојсеева 16-19, не искривувај ја правдата, не биди пристрасен, не примај подкуп, зашто подкупот ги заслепува очите на мудрите, а ја загрозува работата на праведните. Се прашував едно време, меѓутоа не повеќе, затоа што тоа нема врска, но знаете, на времето кога сум си читкал, иако не толку многу често, хороскоп и како вага, викам како ми погаѓаат, мислам барем тој дел, вага, нели знаете, сака да измири, да биде праведен, да не знам што. И како што вели овде, не искривува правдата, не биди пристрасен, не на една или на друга страна, не. Не примај подкуп, зашто подкупот ги заслепува очите на мудрите, а ја загрозува работата на праведните. Но тоа е таа карактеристика, значи, која што Господ ја сака, не дека хороскопски нешто. Вагата е само таа што има такви карактеристики. Не, Господ сака секој христијанин, секој оној кој што сака да живее на небото, да ги има да ја има таа карактеристика, да не биде пристрасен, да не зазема страна, да не прима подкуп на штета на другиот, никако. Потоа вели, и со тоа завршува псалмот, кој постапува така, нема да се колеба никогаш, ќе биде цврст, како онаа куќа на камен, на карпа. Псалм 16:8, Господ ми е секојаш пред очите, бидејќи ми од десната страна, нема да се сопнам. И се што правите, со збор или дело, Колосјаните 3:17, правете се во името на Господа Исуса, благодарејќи му на Бога Таткото преку Него. Пак на крајот, ќе завршам со оние зборови од Матеј 7 глава, ќе ве навратам таму на размислување, на што ја градиме својата куќа, односно својот карактер? На карпа или песок? Видете што можеме да најдеме во Словото. Само во 15-тиот псалм, кратки 5 реда, 5 стиха. Да не зборувам цела серија, најдолгата серија што ја држев, беше врз база на прво послание на Коринјаните 13 глава.
целата Библија, нема што нема, значи. Ако се трудите да живеете според Божјето Слово, според сето она што доаѓа од Божјата уста, од Него, како pouка, тогаш и ќе се градите така. Нема да градите на песок или слама и како што стоеше тамо во Коринќаните чинам. Нешто што е невредно, нешто што оган ќе го изгори и ќе го снема. Туку ќе градите на цврста основа. Словото и текако е основа за градба на цврст, на карактер, Христолик карактер, налик на Христа. Тоа е оно што Господ го сака и верувам дека ова ќе не поттикне не само Псалм 15, како што брат Зоран знае стално да каже, ќе не поттикне да се навратиме на Словото, но не само да читаме, што, како кажуваше Исус, оној кој што ги слуша или кој што ги чита зборовите, но и ги држи, ги спроведува во живот, тоа е разумен човек кој што гради на карпа. Моја желба и молитва е да сите нашите куќи, нашите карактери ги изградиме токму на карпата, на Словото Божие. Амин.